Потребна е поголема грижа за архитектонското наследство за да се сочува за идните генерации. Ова го кажа од Музеот на Македонија на денешното отворање на манифестацијата Европски денови на културното наследство во врска со заедничката тема на годинашното одбележување насловена Архитектонско наследство, прозорец кон минатото, врата кон иднината. Сметам дека ни треба да посветиме поголема грижа на архитектонското наследство, бидејќи е тоа значајно да се сочува и да се остави на идните генерации. Има градби кои што во некои градови од Македонија кои што би заслужиле да бидат конзервирани, меѓутоа не е дојдено ред да им се посвети внимание. Според Андоновска, треба да се свртиме кон минатото, кон луѓето кои што ја граделе македонската држава и оставиле трага зад себе, но и да имаме визија за иднината, што градиме денес и да оставиме самоодржливи градби, што ќе им ги раскажат приказните од сегашноста на идните генерации. Ово глината. Да, глината е еден од најстарите материјали природни. А ученици од Државното училиште за деца и млади со оштетен вид Димитар Влахов имаа можност да се запознаат со делот по кукнината од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век низ тактилната изложба до претеги по кукнинските садови, отворена во Музеот на Македонија во рамките на Европските денови на културното наследство. Изложбата е наменета за лица со слабовиди и слепи, кои што ќе можат да ги почувствуваат, иако тие не гледат. Тие имаат таков убав осет на прстите, да можат да ги почувствуваат нашите покуќински предмети, садови, кои што се изработени од глина, од дрво и од бакар, кои што биле во секојдневна употреба на самите луѓе во тој период. Европските денови на културното наследство ги инициираше Советот на Европа 1985 година, а во 1999 му се придружи Европската Унија. Целта на манифестацијата е запознавање и афирмација на заедничкото европско културно наследство. Пригодната програма со различни содржини во Музеот на Македонија ќе трае следниве 6 дена, а изложбата ќе биде отворена до 30 октомври.